Почитувани, продолжуваме со изборната хроника денеска, а и особено овие 2 недели од почетокот на претседателските па и парламентарните избори. Актуелни се говорите и гостувањата на политичарите, нивните заложби, нивното представување пред граѓаните и се она што можат да остварат или што ќе ветат за избориве. Во таа насока, денеска во студиото, во Слободен печат, имаме представник од партијата на Левица, тоа е носителот на изборната единица 2 и потпарол на Левица, Амар Мециновиќ. Добро утро и добре дојде во студиото на Слободен печат. Добро утро и благодарам многу за покана. Тоа е втор пат да сум во вашата студија и голема чест да се гостува и се надам дека ќе имаме продуктивен разговор. Секогаш се интересни гостувањето, особено кога представниците на Левица се во медиумите. На почетокот од нашиот разговор би сакал да направиме една ретроспектива во однос на резултатите кои што ги имавте на претседателските избори. Од оние сондажи претходно, од оние ваши гледишта во тоа колку ќе освои кандидатот кој што го поддржавте, професорката Билјана Ванковска, некако јавноста па и медиумите ги пренесуваат резултатите дека не се оствариле вашите очекувања. Го делите тој став или не? Значи, за Левица како партија која трет пат е на парламентарните избори, а прв пат на претседателските избори, ние можеме да кажеме дека беше неверојатен успех тоа што првично успеавме 10.000 потписи да собереме. За прв пат беа собрани 10.000 потписи без уцени, без списоци, без притисоци, без ветувања. Туку беа 10.000 мотивирани граѓани отидоа и го дадоа својот потпис, не анонимно, за да нели влеземе во оваа трка. Ова беше нашиот прв пат да не има воопшто во тој ринг и така се факторизиравме всушност нели како озбилна партија и затоа сме задоволни со нашиот настап и тоа што ја поддржавме независната кандидатка Билјана Ванковска. Нашите избори секогаш беа парламентарните избори затоа што јавноста е многу добро запознаена како ние действуваме од собранието. Ние бевме еден фактор на демократизација воопшто на целиот амбиент во собранието изминатите 4 години. Тоа се покажува низ неверојатен број на примери. Последните примери се само нели носењето на новиот деловник кој е чист удар по демократијата за кој само ние се противевме, а потоа и кривичниот законник во екот на кризата со скандалот со онкологија, така да граѓаните им е многу јасно каков е настапот на Левица во собранието. Тоа е еден продуктивен и позитивен настап воопшто за демократијата и за волјата на граѓаните, така да на 8 мај доаѓаат нашите избори и ние очекуваме позитивен резултат. Токму во овој период од првиот круг на претседателските избори па сега до парламентарните избори и вториот круг за претседателски избори, имате време, предпоставувам, да остварите контакти со граѓаните, да ја презентирате вашата програма. Па ме интересира колку вашата кампања, кои се вашите информации од терен допира до вашето членство првенствено и до оној колач на неопределените кои што сите политички партии, вклучувајќи и Левица, се обидуваат повеќе да направат подобри резултати? Значи, апсолутно. Првично има одредени разлики помеѓу нашето действување и действувањето на естаблишментските партии. Тоа е првично, ние не можеме да им парираме на нивната структура која е навистина обемна во поглед на нашата. Ние не можеме да парираме на нивните канали за комуникација со граѓаните. Дури јас без доза на некоја ваква предпазливост ќе кажам, одредени партии имаат цели медиуми во нивни раце. И тоа се одразува нормално на терен, но тоа што е факт е дека граѓаните се помалку и помалку им веруваат на партиите кои 30 години им ги ветуваат истите работи и никако не ги реализираат. Нашата програма е најсоцијално интензивна, таа се однесува на структурални промени кои нема да ги најдете во ниедна друга програма и тоа навистина го тврдам, затоа што големите партии генерално, знаете, зборуваат за некои европски вредности, за некои европски практики, но тие бегаат од тие европски вредности, европски практики и не можат да одговорат просто на предизвиците на нашето време. Зборуваме нели за даночна реформа, зборуваме за реформа на трудовата политика, зборуваме за реформа на економските сектори, за земјоделието, реформа на начинот како нели го полниме нашиот буџет и сите тие работи, така да дефинитивно допираме до неопределените гласачи кои инклинираат кон нас. Господин Мециновиќ, би сакал овде да преидеме во еден друг колосек на прашањата или на разговорот овдека во студиото. Платформата за македонизам
односно за Македонија или како ја објавите вчера на социјалните мрежи, вашиот лидер ја обзани. Уверувате дека или барате поддршка од сите партии, независно дали се тоа од албанскиот или од македонскиот блок, да се придружат кон неа и во неа наведувате неколку десетина точки. 5 точки, поправете ме, се извинувам, кои што се заложувате и барате поддршка за истите. Може ли накратко само да ни објасните или да ни ги посочите кои се тие 5 точки кои што Левица планира да бара поддршка од партиите? Така, значи, многу просто прво да објасниме што е целата поинта на таа македонска платформа. Тоа не е нешто ново. Ние веќе пред година и пол дена имавме декларација за црвените линии на Македонија во собранието. Ние ја имавме депонирано, но како што е случајот со практиките на спикерот тогашен Талат Джафери, сегашен технички премиер, таа остана во фиока, како и многу работи. Значи, тоа не е некој новитет. Тоа се точки кои ние ги имаме изведено уште од моментот кога францускиот предлог дојде во Македонија. Значи, францускиот предлог, мораме да спомнеме дека кога дојде македонската јавност целосно го одби. И што прават партиите во овие години и пол дена? Пробуваат да го амортизираат тоа чувство на најразлични начини. Едните убедуваат, значи едните против разумот на граѓаните ги убедуваат дека им се свиѓа, што нормално резултираше со резултатот со кој резултираше, додека другите пробуваат нели да го израционализираат, па да му дадат некој друг контекст, па дека ќе биде продуктивно во некој друг контекст, но ние сметаме дека францускиот предлог беше национален срам за Македонија, просто затоа што тој не се однесуваше на никакви вредности со кои би требале да пристапиме во Европската унија, затоа што една држава треба самоуверено да влезе во супранационална организација и да не биде тоа од очај. Во тој момент францускиот предлог задираше во внатрешните работи и сега задира во внатрешните работи на Македонија, ги инкорпорира билатералните договори кои ние ги имаме со нашите соседи повторно. И Преспанскиот договор и референдумот кој се случи во времето на владењето на Заев, ние знаеме како помина. Значи не дојде до одобрување кај граѓаните. Не дојде до одобрување за францускиот предлог, не дојде за преспанскиот предлог. Што прават партиите? Го амортизираат тоа незадоволство. Настрана од реал политиката и оние ветувања на лидерот ваш Димитар Апасиев, дека доколку Левица учествува или пак ќе биде дел од новата власт, ќе се укинат и преспанскиот договор, меѓутоа и францускиот предлог за продолжување на преговорите. Ме интересира уште еден однос на ВМРО ДПМН со вашата партија. Така. Имено сегашната македонска платформа која што ја обзанивте вчера. Во неја го повикувате или ја повикувате партијата ВМРО ДПМН меѓу другите да ги поддржи овие заложби. Така? Значи, ние со ВМРО ДПМН бевме присутни на тие протести за францускиот предлог. Тоа е еден континуитет, фактички, на тоа незадоволство кое беше изразено во тој момент преку нашите две партии и сега кога веќе нашите две партии првично со заложбите на Левица против власта на СДС. Имате некаков одговор од страна на ВМРО ДПМН за македонската платформа или се уште е рано? Значи вака, прво се уште е рано, второ ние не тргуваме пред избори како тоа што го прави партијата на Максим Димитриевски, која веќе со две нозе влезена во влада. Ние не влегуваме во влада по секоја цена, ние не сакаме директорски места, ние не сакаме управителски места или министерски места. Нашата македонска платформа, сакам експлицитно и тоа без флоскули да посочам, дека Македонија државно и меѓународно е во опасна позиција и таа опасна позиција треба да се амортизира и да се застане на нозе. Дали добивте било некаков сигнал или кои се ваши? Комуникацијата е помеѓу медиумите, мислам низ медиумите, а можеме да видиме дека има некое, би рекол, ретерирање од страна на ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе дојдеме до позиции дека ќе поддржиме заедно ова платформа, што повторно не значи заедно владење. Тоа значи еден консензус, нели, за формирање на еден национален фронт кој ќе ги одбрани овие позиции, ќе ја рехабилитира нашата меѓутоа за потсетување и доколку гледачите не се запознаени, односно не ги проследиле во моменти, ВМРО ДПМН со една слична, можеби, флоскула пред парламентарните избори излезе со мораториум за ненапаѓање помеѓу Левица, знам, ВМРО ДПМН. Тогаш вашиот лидер Димитар Апасиев на социјалните мрежи експресно го одби овој договор или ова ненапаѓање мораториум, како што
опозицијската партија тогаш го соопшти, а сега во една поинаква ситуација левица се обидува да пружи рака на ВМРО ДПМН за некакви слични вредности. Зошто го одбивте мораториумот тогаш на ВМРО ДПМН и што се смени од првиот изборен круг да сега вие понудувате рака за едни слични работи и слични точки? Значи вака, првично мораториумот на ненапаѓање ние не одиме на задоволување на нашата суета. Значи на нас не ни треба некој да не напаѓа. Тоа е легитимна алатка во политичката борба. Нас ни треба национален консензус и повторно ништо не се сменило. Година и пол дена ние ги повикуваме на овие нели да застанеме на овие позиции, додека морам да искоментирам ВМРО ДПМН ако нивното раководство така со мед и млеко низ усти повика на мораториум за нападите кон левица, тоа не беше така на терен. Значи нивните активисти малку поразлично действува, но најбитното сега е да се уништи СДС. Тоа е целата поента, затоа што нас тоа ни беше заложба веќе 4 години како партија од левиот политички спектар да го истисне апсолутно СДС и да го тргне од власт. Значи нас ни е тоа приоритетот. СДС да се тргне од власт. Ако ние сметаме дека на ВМРО ДПМН силна левица е добро всушност нели за македонската политика затоа што уценувачката мок би паднала на левица. Јас сакам да потсетам и експлицирам за јавноста. Во јуни 2023 година Мицковски и Ковачевски имаа заедничка пресконференција на која најавија заедничка влада. Не знам дали тоа ви текнува, значи најавија заедничка влада во јуни 2023 и јас сметам дека преку нашиот притисок тоа не се случи. И затоа силна левица е добра за македонската политика и за македонските нели позиции. Во однос на пратениците на коалициите на предизборни калкулации. Димитар Апасиев, вашиот лидер, може би премногу го цитираме, меѓутоа тие составовите што ги гледаме во јавноста, лиферува информациите дека левица на парламентарните избори ќе освои двоцифрен број на гласови. Ако се земе во обзир освоените гласови од председателските избори, 41.000 така нешто беа за професорката Гордана Ванковска. Во идеални услови според Донтовиот модел, тоа се негде 3 до 4 пратеника. Среќа па на председателските избори не се делат пратеничките мандати. Просто тоа е мојот одговор. Значи да бидеме малку не мислам ние, туку целата јавност просто да биде малку политички вакво освестена дека председателските избори се просто председателски избори и таму се гласа по многу различни критериуми. И уште една работа да потенцирам, веќе 15 години председателската позиција во Македонија се нарекува фикус позиција. Значи сето тоа си има своји импликации. Јавноста ја гледа извршната власт, иако ние имаме мешан систем, нели председателско-парламентарен, јавноста ја гледа извршната власт да извира преку собранието просто и се состои во владата. Така да мотивите за гласање на парламентарните избори се сосема различни, затоа ќе има различен резултат. Сака да кажете дека ќе го дуплифицирате или троструко ќе ги зголемите гласовите на парламентарните избори? Ќе има зголемување апсолутно. Да. А за разлика од другите партии ние немаме скапи анкети да ни кажуваат точно колку што. Така да веруваме дека ќе има големо зголемување, да. Може ли да извлечеме некаков заклучок дека добро, во модерно време сите политичари па гледаме и се ова кампања се тера по социјалните мрежи, меѓутоа од она што на терен се случува и на терен резултатите, може би да кажеме слободно дека се разликува. Може ли демагогијата од социјалните мрежи, од социјалните мрежи на политичарите, меѓу кои на левица, не се соодветствуваат со реалната ситуација или состојба со реал политиката на терен и граѓаните? Дали овие резултати од председателските избори е токму тоа што се случува со левица? Значи, многу е просто да можеше преку социјалните медиуми да се подкупуваат гласачи, верувам дека големите партии би биле најуспешни. Значи, тоа е просто. На терен може да се прават притисоци, може да се купуваат гласачи и тоа е резултатот. Македонија е заробено општество. Македонија не е демократизирано општество просто. И не е демократизирано токму заради естаблишментските партии кои ги држат за врат. И сега ќе ви одговорам зошто не е демократизирано. Затоа што партиските војски, тоа не се луѓе без разум, тоа се луѓе кои се ценети на договори на определено време. Значи, нема тука метафизика, има многу проста логика. Луѓето се ценети со договори на определено време. И затоа ВМРО ДПМН, не ВМРО ДПМН, не СДСМ, не знам, туку левица е единствената партија
која се залага за укинување на договорите на определено време. Доволен е еден месец за евалуација на квалитетот на работникот и после секој работен однос треба да се заснова на неопределено време. Така ќе ја демократизираме Македонија, така ќе го демократизираме општеството, а не партиите сета своја сила да ја користат во насока на гушење на овој процес и само доаѓање на власт. Кога сме кај демократизацијата, кои се вашите коментари во однос на изборниот резултат на партијата Знам на Максим Димитриевски? Излезе како здружение, како движење на овие парламентарни избори, направи на претседателските избори, се извинувам, направи резултат кој што можеби да кажеме и двоструко ја надмина левица. Максим Димитриевски освои резултат поголем од професорката Билјана Ванковска. Знам не освоил никаков резултат пред левица до 8 мај. Значи, да бидеме јасни да не креираме едностран наратив. Тоа прво да направиме. Втора работа, јас имам директно обраќање до гласачите на СДСМ. СДСМ пропаѓа, секој глас за СДС е фрлен во бунар во овој момент очигледно. Пендаровски има подобар рейтинг од Ковачевски. Ковачевски успеа да ја раздори партијата просто и сега апелираме СДС гласачите, затоа што ние го носиме знамето на АСНОМ, ние го носиме знамето на партизаните, да ја одберат нашата опција за да се сконцентрираат овие гласови во лев контингент и да не учествуваат во нов проект налик на НСДП од 2006 кој само чека да влезе во власта. И многу просто ќе кажам. Значи, знам и Максим Димитриевски, затоа што нели знаме веќе отелотворено во Максим Димитриевски. 2018-17 тој агитираше за Преспанскиот договор кој го избриша АСНОМ од преамбулата на Уставот. АСНОМ не бил конференција на директори и градоначалници, АСНОМ е кулминација на макотрпна борба на речиси голоракиот македонски народ против германскиот Вермахт, против италијанските окупатори, против бугарските окупатори. И овој народ дал сериозни жртви и АСНОМ заедно со АВНО и се кулминација на таа борба. Дали левица доколку биде дел од новата владеачка коалиција и на власт ќе ги укине и Преспанскиот договор и францускиот предлог или? Значи, прво за францускиот предлог, ние Македонија е суверена држава и мора да ги штити своите позиции во однос на Европската унија, сакајќи да потенцирам дека ние бараме едноставно да бидеме оценувани спрема сите критериуми кои биле оценувани до сегашните земји. Не може Европската унија да дозволи земји членки да ја користат надворешната политика на Европската унија за потпомагување. Дали се ова омекнување на ставовите од првиот круг до вториот круг на парламентарните избори од страна на левица? Јас пред година и пол дена во ова студио исто го имам кажам. Навистина, мислам не дека сега нешто вакво правам ментална гимнастика, во ова конкретно студио го имам кажано ова. И на дебата против СДСМ 15 јули, ден пред францускиот предлог, ние ги имаме потенцирано овие ставови. Дека методологијата не е фер. Методологијата предвидува дека земји членки може да ни вложуваат на нас вето и на затворени поглави. И тоа е прв пат случај со Македонија. Предпоставам дека во овие неколку останати минути би сакале да одвоиме околу оние платформи или оние програми кои што ги имате, па еве давам на дознање што левица им дава на граѓаните во однос на економскиот живот на граѓанинот, правната држава и надворешната политика. Апсолутно. Прво да почнеме од трудовата политика, затоа што левица е работничка партија и сака да го не сака, тоест успешно го застапува интересот на работникот во Македонија кој е ставен во една подјармена ситуација. Значи трудовата политика првично нели тоест укинување на договорите на определено време, потоа намалување на работната недела на 30 сати од сегашните 40 сати и далеку од тие 72 кои ги дозволи СДС за проектите на Бехтел Јенка. Понатаму предвидуваме исплата на сите плати во првата недела од месецот, предвидуваме повторно учество на работниците во управните одбори на предпријатијата, предвидуваме татковско отсуство од работа, тоа нема да го најдете ни десно ни центар лево како нели некои љубат да се нарекуваат. Предвидуваме економска трансформација на Македонија во поглед на даночна реформа која ни е очајно потребна затоа што овде буџетот се полни со парите на обичните граѓани, а не на мокините директори и пресилните фирми, затоа ние предвидуваме прогресивен данок, од друга страна разбивање на монополите и олигополите во производството со тоа што ќе настапат државни субјекти кои ќе можат. Мислите дека со сите овие идеи ќе најдете поддршка кај останатите партии, доколку сте дел од власта, од идната власт?
Досегашниот консензус помеѓу партиите стално Македонија ја носел во бездна. Ние не велиме дека нема да дојдеме до консензус, ама консензусот стално некако како да оди кон интересите на олигархијата. Затоа прв пат, после многу долго време, после 30 години, Македонија има една вистинска левичарска опција. И ние нема да бидеме центар лево, затоа што центар лево практично значи ветуваме лево, ама спроведуваме центар или дури некај десно. Не. Ние имаме левичарски политики на кои ќе бидеме доследни и затоа веруваме дека ќе добиеме и поддршка заради тие левичарски наши заложби. Уште едно сосема кратко прашање во однос на надворешната политика. Левица се остро застана против бугарскиот предлог, односно внесување на бугарите во уставот. Тоа е еден од чекорите кој што е неопходен да се одблокира европскиот пат на македонската држава. Како планирате Левица после изборите да се постави по ова прашање? Левица најексплицитно вели дека нема да ги гласа уставните измени, па што и да е. Значи, ние нема да ја подкопаме позицијата на Македонија и не е дури од геополитички аспект. Нашиот народ го одби тој предлог и тоа е тоа. Значи, многу е просто. Левица нема да го поддржи внесувањето на бугарите во уставот. Од друга страна, сакам да експлицирам дека во извештаите на Европската унија немаме само проблем со внесувањето на бугарите во уставот, туку имаме проблем со низа работи. Тоа е корупција, тоа се човековите права, тоа се затворските системи во Македонија и уште безброј работи за кои треба да се фокусираме. Како на дополнување, НАТО, Алијансата, тоа е идеолошка позиција. Евроазискиот сојуз и БРИКС, дали се останувате на истите ставови во однос на она што го говореше вашиот кандидат за председател во изборната кампања? Знаете, ако сакате да влезете во едно друштво и тоа друштво цело време ве руга, природно е да сакате и да најдете друго друштво. И тоа е многу легитимно. Човече, ние треба да се освестиме да кажеме дека сме ние суверена држава. Ако со години пробуваме негде да отидеме и таму има шилец кој како што се доближуваме ни пенетрира во во сврзното ткиво, легитимно е да се бараат алтернативи. Но од друга страна, ние не отстапуваме од од таа тенденција, туку сакаме само промена на преговарачката рамка и методологијата. И на крај дури да експлицирам за НАТО, анти-НАТО е идеолошка позиција. Тоа е позиција на левичарските партии кои ни се пријателски партии низ европскиот континент, тоа е Ла Франца Ансумис, тоа се и други европски партии и ова го зборуваме веќе 2-3 години, на Европа и треба собствена одбрана, а не да биде америчка експозитура. Амар Мециновиќ, ти благодарам за твоето гостување во Слободен печат. Ви пожелувам успех на изборите и во изборните резултати. Со вас се гледаме некаде по изборите да анализираме кај сте погрешили или каде сте направили учинок. Со задоволство, ви благодарам многу. Почитувани, тоа беше потпаролот на партијата Левица и носител на изборната на листата на изборната единица 2, господинот Амар Мециновиќ. Ние продолжуваме со програмата на Слободен печат, затоа ви предлагам да останете со програмата. Следува краток джингл и продолжуваме со содржината за денеска.